Него ги кажуваме чисто ставовите на... Што не е функција да одговори на сите. Не, мислам, некои ставови на ПДП се јасни. Јасно, да. Може само на кратко. Имав среќа да бидам на 20-дневен студиски престој во Америка, токму на ова прашање. Мислам дека тоа е еден перфектен модел, како имаме интеграција на граѓани од различни поттекла, буквално од секаде од светот. Меѓутоа, неспорно е дека јазикот е еден. Неспорно е дека сите треба да го почитуваат законот. Неспорно е дека шансите им се еднакви, меѓутоа не се тргнува од тоа кој со кој мајчин јазик дошол. И тој проблем на интеграција е основен. Јас не би сакала утре да не можам со Алберт да комуницирам, затоа што јас нема да го познавам неговиот јазик, а тој нема да го познава мојот јазик. Или со некои други пријатели кои што ги имам од албанско, турско, српско добро и така натаму потекло. За мене е клучно да се почитува тоа што е основен белег на една држава, а тоа е незиниот јазик, незините институции, незината територија и незиниот народ. И тоа е советски стандард од кој што нема бегање. Без разлика во која држава да сте. Било да го земете финскиот модел, каде што шведското малцинство има големи права, или францускиот модел кој што пак воопшто не познава малцинства, или америчкиот модел кој што граѓаните апсолутно не ги интересира кој од каде дошол, него им е битно кој повеќе пари ќе направи и како да купи подобра кола, подобра куќа. И јас воопшто нема да се чувствувам хендикепирана во Америка доколку имам пари за сите мои желби, а некој нема да ме почитува за тоа што не сум македонка. Не знам дали бев доволно јасна, мислам дека тука се согласувам. Не морам нешто да ти одговорам на ова. Ја не сум студирала македонски, а сепак се разбираме, нели? И не теоријата дека ако албанците студираат на албански јазик, дека нема да го знаат јазикот, мислам не држи. Албанците ни целиот свој образовен систем имаат предмет, наставен предмет македонски јазик и го учат јазикот. Јас само правев компарација да речеме системот кој што функционира во Соединетите Американски држави. Добре, да се зема Соединетите Американски држави за ова поднебје тука као пример, мислам не држи, jer и начинот на настанување на Соединетите Американски држави е потполно различит од овие простори. Ова е Балкан, така да не може да се компарираат тие предмети. Во Америка сите се американци, али со италијанско, со некакво потекло, нели? А домородците, тие немаат, нели, некој 500 годишен некој таму, 500 годишен потекло. Така е факт дека во Македонија добар дел од албанското малцинство, посебно младите генерации, не го познаваат македонскиот јазик. И дека доколку продолжи ваквиот тренд во образовниот систем, посебно новата мерка од министерката Софија, да не се учи македонскиот јазик воопшто во прво и второ оделение, бидејќи бил премногу тежок, па понатака веројатно ќе имаме и во трето и четврто оделение да не се учи. Едноставно, ние имаме тренд на исфрлување противуставен на македонскиот јазик од употреба во образованието. И факт е дека ти добро говориш македонски. Но факт е исто така, ако сакаме да признаеме денеска, нели, дека има многу албанци кои што не го говорат македонскиот јазик. Има многу од нив кои што делумно го говорат. Сега, ако зборуваме за истиот старт во образованието, односно дека сепак на тебе не ти е мајчин јазик македонскиот, но дека сакаме да ја почитуваме оваа држава како изградена со уставот и со сите закони што идат од тоа, сепак треба да го учиш македонскиот јазик, за да можеш да комуницираш или во администрацијата или во било која, нели, обична комуникација со мене, надвор или било каде. И така што треба да се одлучиме за варијанта. Сега ние имаме во образовниот систем тотален хаос. Имаме квоти во условно кажано оној образовен систем во Македонија кој што функционира, и имаме чист албански универзитет во Тетово. Сега треба државата конечно се одлучи што сака. Дали сака да го дозволи тој албански универзитет во Тетово, или сака да ги укине квотите, или сака да расчисти, или сака да донесе конечно закон за високо образование, кој што мора да биде донесен ако сакаме ние да имаме високо образование. Ние во овој случај имаме регрес во високото образование. Со стартот, со лошите стартни ситуации, да не зборам со партиципацијата и со парите кои што се плаќаат, ние добиваме се понизок квалитет на студентите. Тие студенти еден ден се враќаат во образовниот систем